Некои книги инспирираат, други раскажуваат, има и такви кои учат и поучуваат, но и такви кои вистински трансформираат. Овдека имаме две книги, едната те учи како да изградиш јасна визија и да го поставиш патот кон успехот во секојдневниот живот, а додека другата те води чекор подлабоко во практика на духовното гледање во четвртата димензија. Заедно денеска во Клуч сум со авторот на овие две книги, Константин Кајшаров. Па, добре дојдовте и како се чувствувате? Здраво, Ана, добро најдов и супер се чувствувам. Поздрав до сите кои што гледаат. Мило ми е. За почеток сакам да прашам кој беше моментот кога свативте дека книгата треба да се напише верување преку визуализација? Па во практиката со луѓето кога работам, забележувам дека секој си доаѓа со некоја своја внатрешна ментална слика за себе си, за луѓето околу нив, за светот што ги обкружува и за животот. И во зависност од тоа дали таа ментална слика е конструктивна или пак деструктивна, некои луѓе се успешни и одат напред, додека други луѓе се ограничени и се соочуваат со непријатна реалност, би рекол. Доколку се променуваат тие внатрешни ментални слики кои што ги имаме за себе си, за животот, за луѓето околу нас, се разбира дека може да се дојде и до преобразба на нашата реалност. Токму тоа и е мотивот за оваа книга да се напише, бидејќи сепак се потикнува да се согледаат и да се препознаат, да се идентификуваат ограничувачките верувања кои што спречуваат успех и да се изградат позитивни, конструктивни верувања. Бидејќи за да се постигне нешто во животот и да се дојде до одредена цел во животот, потребен е вистински компас. Тоа се позитивните, конструктивни верувања кои што меѓу другото го определуваат правецот на животот. Така. Денес има многу книги за самопомош. Познавам и луѓе кои што замислуваат, зборуваат позитивни нешта во животот, користат позитивни афирмации, но за жал нема ефект од тоа. Зошто е тоа така? Да, интересно е тоа, меѓутоа вие можете цел ден да си замислувате позитивни нешта, да си ги повторувате како позитивни афирмации, меѓутоа нема ефект, заради тоа што вие не си верувате на сами себе си. Мозокот не го регистрира човекот како релевантен фактор. Зошто тоа се случува? Заради тоа што сами себе многу пати сме се излажале. Многу пати сме се изневериле, многу пати сме се разочарали или сме се довеле до состојба на опасност. И затоа не сме постојани. Ако сега имаме еден став и едно мислење, за половина час имаме друго мислење. И затоа, бидејќи не сме совршени, не сме постојани, не сме релевантен фактор, затоа и мозокот има одредена одбрамбена позиција каде што не само ги прифаќат така здраво за готово афирмациите во кои што ние се само убедуваме дека ќе предизвикаат одреден позитивен ефект. Она што е важно да се разбере дека многу пати луѓето не само што се обидуваат да си веруваат на себе си, да се само убедуваат, туку тоа го прават и во комуникацијата со други луѓе. Исто така и тука е опасна зона, бидејќи луѓето на кои што им веруваме, ние сме отворени кон нив. Ние сме податливи на нивните влијанија, на нивните мислења и искази за нас. И замислите, сега имаме комуникација со одреден пријател, нели му веруваме во целост и му се отвараме, да, меѓутоа доаѓаме до ситуација кога тој ќе каже одредена информација за нас, пример, не те бива тебе за овој бизнис, ние без филтер ја примаме таа реченица или тој исказ и го примаме во нас како одредена вистина. И колку и да не сакаме да си признаеме, тоа влијае на нашиот систем на верување, кој што меѓу другото на тој начин може да стане и многу погрешен, односно деструктивен, непрактичен. Најздраво верување или најправилно верување е верувањето во Бога, бидејќи Бог е совршен, Бог е праведен, во Бог нема промена, тој е верен, праведен, свет, добар.
И она што е многу важно да сватиме кога веруваме на Бога, ние му го отвараме нашето срце на Бога. Ние овозможуваме тој да е привлечен од нашето верување во него и на тој начин да влијае во нас, да ни помогне, да ни ја промени концепцијата или перцепцијата за ситуацијата со која што се соочуваме во моментот. Така. Верувањата се изразуваат ментално како филтри преку кои го гледаме животот, луѓето околу себе, па и себе си, но исто така во книгата Верувања преку визуализација велите дека се изразуваат низ зборовите кои што ги искажуваат луѓето. Па, она што го веруваш во практиката, свесно или несвесно, тоа го изразуваш и вербално, односно со одредени изјави од твојата уста, но исто така и со одредени замисли, односно проекции на твојот внатрешен ментален екран. Во овој случај, ако ние сакаме да ги промениме нашите верувања, тогаш треба да почнеме од менување прво на нашиот вокабулар, односно како се изразуваме. Не во однос на тоа какви зборови користиме, дали се литературни или на дијалект, не во тој контекст, туку дали има негација или пак нешто позитивно кое што ја обликува изјавата со конструктивен ефект за ситуацијата со која што се соочуваме. Многу пати луѓето поскоро користат негација, кажуваат од што се незадоволни, отколку од што се благодарни, зошто се задоволни во животот и така натаму. Значи, ако сакаме да имаме промена на нашиот систем на верувања, да стане тој поконструктивен и позитивен, треба да внимаваме на тоа како се изразуваме и исто така на нашиот ментален екран какви слики, какви замисли негуваме. Односно, ако сакаме позитивна промена, тогаш треба да го видиме она сценарио кое што е конструктивно и добро за нас, но исто така тоа да биде придружено и со конструктивни зборови. Зборови, изјави. Така е. Така. Зошто толку е важно верувањето, односно тоа во кое што самиот човек верува? Затоа што магнетот, знаеме дека магнетот привлекува се што е метал. Так. Во случајот може да биде и спајалица, може да биде и штрафче и така натаму. Така да металот има еден таков ефект да го привлече она кое што е метално. Зошто го спомнувам, бидејќи кога сме магнетизирани со правилни, конструктивни верувања, тогаш ние сме отворени за да ги прифатиме убавите нешта, односно според она во кое што ние веруваме. Меѓутоа магнетот има една одбивна сила. Во случајот ако ние сме магнетизирани со негативни очекувања, со негативни замисли за нас или негативни верувања, тогаш ние развиваме одбивна сила кон благословите кои што Господ сака да не ги даде во животот. Така да верувањата се како магнет, би рекол, и ако се конструктивни верувања, се привлекуваат можности во животот кои што се во синхрон со твоите позитивни верувања и соодветно си правиш да ти е убаво во животот. Значи ако веруваш во убаво, и убаво ќе те снајде, убаво ќе си дочекаш. Меѓутоа во Светото писмо вели приближете се кон Бога и Бог ќе се приближи кон вас. Токму тука ја гледаме тој принцип кој што вели, приближи се. Како ќе се приближи? На Бога не можеш да му угодиш со религија, туку со вера. Ако веруваш во Бога, веруваш дека е со тебе, ти си отворен за него. И затоа словото вели приближи се кон Бога и Бог ќе се приближи кон тебе. Така, убаво. Да. Ако човекот постојано се гледа себе си како неуспешен, како неспособен, ако гаи за себе мислење дека тој е беден, сиромашен, дека не е доволно добар за нешто и слично, дали тоа може да биде практично, дали таа слика он кој што ја верува за себе да го држи во тој еден круг, да се врти постојано во тоа? Секако дека е така, меѓутоа тука малку треба да се надоврзаме на друго влијание, бидејќи не сме секогаш ние изворот на негативизмите. Многу пати кога зборувам за ѓавол, за сатана, односно за непријателот на човекот, луѓето или веруваат дека не постои такво нешто, такво суштество, а оние пак кои што веруваат мислат дека тој напаѓа само во меѓучовечките релации кога се случуваат конфликти, расправи и така натаму. Меѓутоа, морам да напоменам дека ѓаволот го напаѓа типично умот на човекот со наметнување на погрешни верувања кои што како бомби
најчесто невидливи бомби од мисли го напаѓаат умот на човекот со мисла дека е недостоен за Бога, дека е виновен, дека е вечен грешник, дека е грешка на природата. И ако човек не знае да се спротистави и да реагира на оваквиот тип на напади, тогаш ако тоа продолжи своевремено, започнува во внатрешниот ментален екран на човекот да се проектираат лоши деструктивни сценарија, внатрешни филмови кои што човекот се повеќе и повеќе го завлекуваат, вниманието веќе му е загадено со внатрешниот деструктивен филм, да речеме со сценарио за болести, за несреќи, за смрт и така натаму. Тоа се тие нечисти негативни мисли кои што се сатанско семе и најчесто се сеат во умот на човекот. И умот на човекот затоа треба да биде прочистен, односно да биде ослободуван од ваквите погрешни идеи. Така, може ли човекот да го исчисти умото тоа негативно семе и како? Па секако дека може, меѓутоа за да се случи такво нешто, најчесто кога работам со клиентите, кога ми велат се борам со негативни мисли, како да се справам со сето ова, јас им велам сметете дека имате троскот, имате нечисто нешто во вашата нива која што пораснало, трње. И тоа треба да се искорне. Како се отстранува тоа? Кога се восприема Божјото слово во себе си. И затоа им велам да читаат Свето писмо на глас и ако е возможно во една смирувачка атмосфера пред легнување или наутро кога ќе станат, бидејќи тогаш се најотворени и во свеста и во подсвеста да ги примат Божите зборови кои што се како семе и кои што кога ќе се внесат, ќе се посадат во нашиот ум, тогаш не само што ги неутрализираат негативните мисли, туку истовремено ги откорнуваат и тоа место, таа празнина каде што имало негативни мисли се засадуваат со семе, да речеме, што ќе даде убав плод. Од Божјото слово. Така е, се разбира. Многу пати луѓето очекуваат позитивни нешта во животот, а во себе посеале најнегативно семе. Значи, имаме нива, садиме семе за домати, нели? Меѓутоа не го внимаваме тоа, сме насадиле тука и семе од пченка, сме насадиле и од цвеќиња и целата нива бавча станала хаос. Значи нема ред, така, нема хармонија и така натаму. Што е имагинација или замислување според Светото писмо? Па имагинација според Светото писмо, ако разгледуваме од Стариот Завет, зборот имагинација од хебрејски значи јецер. Специфичен збор е зборот јецер и тој значи самиот по себе го носи нели зборот замислување, но се мисли замисли на срцето или помисли на умот. Во Стариот Завет тоа се среќава на повеќе места, во книгата тоа е секако детално опишано со библиски стихови, со сцени, односно од кои места се земени, во кои ситуации тоа се спомнува како збор. Меѓутоа, она што е важно да истакнам, што носи јецер како значење. Јецер како значење не само што е замисла, туку означува и создавање, оформување, обликување исто така. Во случајот, имагинација представува оформување слично како што грнчарот ја оформува, ја обликува глината и дава одредена нели форма. Така и Бог нас не обликувал според неговиот образ и соодветно сме ја наследиле од него дадената способност да создаваме преку способноста да ги замислуваме нештата во нашиот ум, да си ги представиме нели во нашиот ум и да ги визуализираме. За жал многу погрешни замисли и верувања се причина за болестите кај луѓето, но не само за болести, туку и воопшто за одредени несреќни ситуации со кои што се соочуваат. Но кога таквите верувања ќе се идентификуваат и ќе се заменат со библиски вистини, кои што се позитивни верувања, конструктивни верувања, тогаш наместо болест се создава атмосфера за регенерација. Сега што е интересно, во Стариот Завет, да речеме има еден стих во Исаја 53 глава 4 и 5 стих, тоа е пророкот Исаја кој што зборува за Исус дека ќе дојде Месијата 700 години уште пред да дојде Исус. Но во оваа глава вели дека Исус ги зеде на себе сите наши гревови и заради нашите беззаконија беше казнет. Казната за нашиот мир падна врз него и вели преку неговите рани ние се исцеливме.
Сега, како тоа практично може да се спроведе ова што денеска го споделувам? Доколку ние си замислиме дека тоа се однесува лично за нас и замислиме дека на крстот Исус ги зема моите гревови, дека тоа се отсликува врз неговото тело каде што тој ги зема и сите мои болести и слабости и го искусува моментот дека преку неговите рани јас сум исцелен, тогаш се случува процесот на исцелување. Како тоа? Зборот јецер исто така во своето значење покрај се што спомнав значи и зачнување. Соодветно, кога вие замислувате библиски стих како се однесува лично за вас, вие всушност во вашата замисла, во вашиот ум зачнувате со информацијата дека Господ овозможил исцелување преку Исус. Тоа е овозможено од страна на Исус Христос, но за да вие го примите, треба да има искра на вера. И точно кога се визуализира, односно се замислува процесот, вие го садите тоа семе и тоа ја отвара вратата за исцелувањето по Божја милост, да можете да го примите, односно само да го приимите во себе, да се манифестира во вашето тело. И ова е таа практика за побожна имагинација или верување со визуализација. Соодветно, јас велам дека за ова не само во Стариот Завет, ние сме откриле и многу повеќе и во Новиот Завет. Еве ќе прочитам еден стих, пишува во Прво Петрово послание, 1 глава 13 стих, вели вака: Затоа препашете ги бедрата на вашиот ум. Бедра на вашиот ум. Продолжува стихот, вели: Бидете трезвени, имајте полна надеж во благодата, која ќе ви биде донесена при откровението на Исуса Христа. Сега бедра што се? Колкови. Зошто овдека се спомнуваат бедра на умот? Бедра по принцип на физичкото тело знаеме каде што се бедрата на физичкото тело и кај мажот и кај жената, тоа е зоната на репродуктивните органи. Так. Во случајот, што е тоа репродуктивен орган? Која е таа карактеристика на репродуктивност во нашиот ум? Бидејќи се вели бедрата на вашиот ум. Значи, кој е тој репродуктивен дел на нашиот ум? Во случајот, Новиот Завет е пишуван на грчки јазик. И затоа зборот кој што се опишува овдека се вика дианоја. А дианоја во превод значи имагинација. Не е фантазма. Фантазма е фантазија. Овдека е дианоја која што значи замислување, односно имагинирање. Со други зборови, што значи ова? Ова значи она со кое што ти ќе зачнеш во твојата замисла, тоа ќе се роди и во твојот живот, односно во твојата реалност. И затоа стихот е важен, затоа и го прочитав, бидејќи треба да ги заштитиш бедрата на својот ум, за да можеш да замислиш, односно да го зачнеш она што Господ го подготвил за тебе. Прекрасно. Самиот назив е верување преку визуализација. Што всушност значи визуализација? Да речеме вака, имагинација и визуализација се два различни аспекти. Значи човекот, како што реков, е создаден според Божји образ и способноста да замислува ја има секој човек. Замислување значи процес да го замислиш и она што не си го видел дотогаш со твоите физички очи. Так. Додека визуализацијата е проектирање на ментални слики, таа е вродена способност на човекот во кое што го визуализираме она што веќе сме го перцепирале со нашите физички очи. Во случајот, оваа чаша ја гледам и потоа ја визуализирам, односно ја проектирам во мојот ментален екран. Во практиката, како што еден слаткар пред да ја испече и да ја обликува тортата, тој си ја замислува како ќе биде таа торта, меѓутоа од замислување преминува во детали, ја визуализира точно со кои детали, нели, декорации ќе има. Исто така да речеме еден цвеќарка кога ја спрема икебаната, претходно има одредена слика во себе како тоа би требало да изгледа. Истото и со моден дизајнер кој што претходно има одредена идеја внатрешно во себе на менталниот екран си ја отсликува, а потоа ја реализира, ја крои и нели го создава модното парче. Зошто го спомнувам ова? Бидејќи секако дека ние го користиме ова, меѓутоа не сме многу свесни, а не само дали сме свесни или не, многу луѓе
ја користат во негативен аспект, односно си создаваат, си визуализираат некои негативни слики, кои што меѓу другото треба да си ги исчистат од својот ум. Сега, важно е да истакнам, кога ние визуализираме одредена сцена, некоја сцена, меѓутоа исто така ја поставуваме одредена цел на сцената на филмот, кој што се одигрува во нашиот ментален екран, гледаме одредена цел како ја исполнуваме. Да речеме пееме. Так. Ја гледаме сцената, како застануваме, имаме јавен настап и пееме одредена песна. Доколку ова визуализирање се повторува се почесто и почесто, нашата подсвест ги обработува менталните слики како вистински искуства. Умот не разликува дали ова е реалноста или она што го проектираме. Особено ако визуализираме со детали, со емоции. Сето тоа се втиснува во нас и мозокот го регистрира како искусено дејствие. Зошто е ова важно? Затоа што доколку ова се практикува почесто, она што се визуализира станува дел од нашето верување. И тоа е многу важно да го истакнам. Да речеме, ако се визуализираш себе си, дека имаш сила од Бога, дека Бог е со тебе. Има еден стих во Филипјани каде што вели се можам преку Христос кој ми дава сила. И го земаш тој библиски стих. И врз основа на тој стих си визуализираш како ти имаш време за се. Не си изморен. Можеш да ги постигнеш сите задачи. Дури кога сите се изморуваат, ти упорно блескаш со една позитивна енергија, со еден нагласок дека можеш уште, доколку тоа го имаш во себе како филм, а при тоа и го изговараш во прво лице еднина, се можам преку Христос кој ми дава сила, со текот на времето, без да осознаеш, тоа во тебе создава верување дека ти си благословен од Бога и дека си неуморен. Како ова ќе помогне во практиката? Ако си имал навика да се само саботираш, тоа си го неутрализирал. Ако да речеме се плашиш од нови предизвици, во случајот тоа го надминуваш. Ако да речеме си имал ситуација во која што не си бил уверен, веќе тоа се променува. И на тој начин позитивното верување преку визуализирање помага за да продолжиме напред. Како ги советувате луѓето да визуализираат и зошто е неопходна практика од визуализирано верување? Визуализацијата кај верниците, кај христијаните, не треба да се разбере како техника за постигнување желби. Многу пати кога гледате на интернет некои различни предавања и некои информации, многу често се користат како да умот, како мозокот да има волшебна моќ, ако си замислиш доволно јако одредена слика дека ќе се оствари, тоа не е точно. Визуализацијата не е алатка за добивање, туку таа е само средство за да се види она што веќе е обезбедено за нас од Божја страна преку делото што Христос го изврши на крстот за нас. Бидејќи во Светото писмо пишува сите Божји ветувања во Христос се да и амин. Так. И се однесуваат за сите верници. И не е грешно ти да го видиш сето она што Христос го возможил за тебе на крстот. Како ќе го видиш тоа? Ќе читаш Свето писмо, но тоа треба да го проектираш, да го визуализираш, да го видиш, да се отслика и во твојата свест, но се разбира и во твојата подсвест. Сега, иницијативата за визуализација кај повеќето луѓе доаѓа од нивното его или од нивната потреба. Но кај христијаните иницијативата доаѓа од Светиот Дух и ова е многу важно. Соодветно, кога ние би замислувале многу почесто каква би ни била иднината со Христос, да си замислиме како би јас би го водел овој бизнис заедно со Христос, како би ми било здравствената состојба, каква би ми била доколку Христос е со мене. И сето тоа си се запрашувам, па потоа си креирам сценарио дека навистина Христос е со мене и во однос на бизнисот, и во однос на комуникацијата со колеги или пријатели, и во било која сфера од мојот живот. На тој начин си овозможува мојот ум да се трансформира, односно да се обновува. Значи, ние не практикуваме техника за исполнување на желба, туку проектирање на Божјите замисли за нас. Сега во Светото писмо пишува дека Божјите замисли за нас се совршени. И тие се замисли за добро, иднина и надеж. Соодветно, јас не знам од
од прва рака што е тоа. Меѓутоа, како го читам Светото писмо, тоа ме потикнува да размислувам и Господ ми овозможува фактички да видам дека неговите планови за мене се совршени. Нема место за страдање, за сиромаштија, за болка, за болест. За жал, луѓето многу пати велат Божја волја било некој да замине од овој свет или Божја волја било некој да биде болен. Не е тоа Божја волја. Бидејќи Господ е љубов, неговата волја е совршено добра за сите, но доколку го познаваме тоа, тогаш ќе сакаме и ќе бидеме отворени за навистина таа негова совршена волја да се остварува во нас на начин што ќе ги тргаме погрешните замисли за нашиот живот. Убаво. Дали со практика на визуелното верување може да се навлезе во четвртата димензија за која што всушност и пишувате во другата книга Стани гледач? Добро, Стани гледач е малку поинаква книга, меѓутоа доколку човек веќе практикувал верување со визуализација, тогаш веќе едно скалило погоре би било читањето на Стани гледач, бидејќи таа книга е направена, односно во нејзе се пренесени одредени принципи кои што луѓето би можеле да ги спроведат во нивниот секојдневен живот. Меѓу другото, Стани гледач, освен што се навлегува во четврта димензија, многу е битно да се разбере дека тоа е отворена врата за да не само да се навлезе, туку да се види преку завесата на видливото. Во практика ова како би се доживеело? Додека јас сега со тебе разговарам, јас можам да перцепирам во овој тродимензионален свет што не обкружува од невидлив карактер. Кога си гледач во духовната димензија, го гледаш не само ова што те обкружува, туку гледаш и преку завесата на видливото, односно во духовната димензија. И тоа затоа велам дека е малку подлабока тема, која што овозможува на луѓето да гледаат со духовните очи, односно со очите на нивното срце. Така е. Денес зборот гледач обично асоцира или пак луѓето го поврзуваат со нешто кое што е мистично, со нешто што е окултно. Што всушност значи гледач според Библијата? Што е гатач и каква е разликата, ако има? Има и тоа голема разлика има. Кај нас на нашите простори многу повеќе се користи првиот збор на гатач. И сакам еве да истакнам. Гатач во смисла тоа се канали, тоа се луѓе кои што се како канали кои што работат во четвртата димензија на ѓаволот. Зошто ова го истакнувам? Бидејќи таа четврта димензија на ѓаволот значи достап до подземјето, достап до Хадес, односно до Адот. И тие оперираат со комуникација со мртви, со луѓе кои што починале. Најчесто се представуваат преку термини кои што се екстрасенс, медиуми, јасновидци, бајачи и така натаму. И оперирајќи низ тие терминологии, тие действуваат во одредени нешта, меѓутоа се лажни пророци, не бидејќи не ја кажуваат точно информацијата, туку заради тоа што изворот на информација не е Бог, туку се нечисти духови со кои што нели комуницираат. Нивната основа е окултистичка, односно тајновито, темно и сето она што е скриено од Божјата светлина и од Божјото слово, и небиблиска е нивната доктрина на верување. Она што е основно и да се спомене во Светото писмо, има еден случај каде што една девојка со гатачки дух одеше позади Павле и Сила додека нели тие се движеа во градот и проповедаа, и девојката со гатачки дух на глас велеше дека овие се Божји пратеници, Божји слуги кои што зборуваат за спасението. Но по неколку дена на Павле тоа му здосади, се сврте и го изгони нечистиот дух од оваа девојка во име на Господ Исус Христос. Девојката беше ослободена. Но потоа овие кои што профитираа од бизнисот на девојката со гатањето, тие веќе нели беа непријателски расположени, направија проблем на Павле и Сила, и тоа се објаснува во Дела апостолови 16 глава од Новиот Завет. Зошто го истакнувам ова? Бидејќи тоа е еден пример, еден од многуте примери каде што се гледа
гатачкиот дух дека предскажува, се откажуваат одредени информации, девојката не излажа дека тие се навистина Божји слуги кои што зборуваат за спасението, но изворот од каде што доаѓаше информацијата беше нечист дух и затоа тоа е погрешно и затоа Павле го изгони тој дух. Од друга страна, гледачите, разлика има голема. Гатач е едно, поврзано е со нечистото, додека гледач, најчесто кога се спомнува во Светото писмо за гледач, тие се пророци кои што се повикани од Бога да примаат откровенија и тоа откровение да го споделуваат со луѓето. Изворот на нивните информации кои што ги добиваат е Светиот Дух, а Светиот Дух е Божјиот Дух, кој што ги знае сите вистини и пред него нема ништо скриено. Гледачите многу често имаат визии, сонуваат соништа, имаат различни пророчки слова, гледаат ангели, гледаат демони, имаат различни концепции како тоа го доживуваат, исто така доживуваат боја или некои светлини кои што се случуваат, но исто така може да го видат Исус или пак да кажат и да видат како е во рајот, како е во пеколот и така натаму. Накратко би спомнал, гледач е човек кој што е во пророчка служба на Бога и служи на Бога, меѓутоа неговата работа пред се е да го издигне името на Господ Исус Христос и да ги направи луѓето зависни од Бога. За разлика од гатачот кој што ги прави луѓето зависни од него. Се разбираме. Така да, гледачот е човек кој што го издигнува името на Христос, ги учи луѓето како да зависат од Бога и се разбира во однос на тоа како ги примаат визиите, има поделба, има различни категории на гледачи. Не би навлегувал сега во тоа, детално ги објасни во книгата Стани гледач и секој кој што го интересира оваа тематика би можел нели и да ја прочита и да навлезе подлабоко. Која е целта на практиката на духовното гледање? Духовното гледање пред се е средба со Бога. Кога се овозможува да навлезеш и да гледаш во духовната сфера, тоа ти овозможува да контемплираш, тоа е едно молитвено тихување, одмарање во присуството на Бога и тогаш се искусува Божјиот глас, кој што зборува во твоето срце, во твојот дух, го восприемаш, а потоа сето тоа се конвертира на ниво на свест да можеме тоа да го разбереме и го пренесуваме со нас во оваа физичка реалност. Многу луѓе доживуваат надприродни појави, визии или се соништа ли се, различни надприродни, меѓутоа немаат одговори. И затоа талкаат, одат во New Age учења, прават различни некои курсеви каде што има некој гуруа и за жал, она што е искра од Бога дадена, многу често се загадува со некои техники на источна филозофија, некои техники на New Age-от и така натаму. Библијата има точно принципи како одредени работи треба да се развиваат. И затоа постои обука и поучување во однос на темата, затоа и книгата, затоа правам и семинари. Меѓутоа, многу често луѓето си мислат, ако видам нешто тоа да не е од ѓаволот, да не е грешно. Затоа треба и правилно поучување. Бидејќи некогаш тие визии и тие виденија, без разлика дали се како визии или како соништа, некогаш доаѓаат од ѓаволот, некогаш доаѓаат од нас, од акумулирани информации во нашата подсвест, а многу често и од Бога. Не е грев тоа да се искуси, тоа духовно гледање, бидејќи во Светото писмо пишува за последното време, повторно ќе прочитам еден стих, во Дела апостолови вели, и ете во последните дни рече Бог, ќе излеам од мојот дух на секое тело и ќе пророкуваат синовите ваши и ќерките ваши и младичите ваши ќе имаат виденија и старците ваши ќе сонуваат соништа. И во тие дни врз слугите мои и слугинките мои ќе излеам од мојот дух и тие ќе пророкуваат. Тоа е Дела апостолови 2 глава, 17 и 18 стих. Така да ако некој има такви визии и се чувствува многу сензорен, многу сензитивен, а нема со кого тоа да го сподели, ние во Блага вест тоа го работиме, сме отворени за различни надприродни појави и нема да ги сметаме за чудни или за дека нешто им се случува ненормално. Се разбира, сме отворени бидејќи сето тоа го искусуваме и знаеме како да го фасетираме за да добие правилна форма и да биде, се разбира, во служба за да се прослави Бога. Така. Не секој зборува на овие теми вака отворено. Очигледно дека сте вие
доста навлезен во оваа област. Добро, јас сум во ова навлезен, фала на Бога, меѓутоа пак ја кажам, практиката е потребно да се споделува. Бидејќи да се биде христијанин и да се верува во Христос не значи само да се оди во црква, да се извршат религиозните обреди и да се пее одредена песна, молитва и толку е тоа. Основниот повик на секој верник е да сме сол и светлина на овој свет. А тоа значи да светиме со Божјата светлина. Како тоа го правиме? Кога го споделуваме со луѓето евангелието за благодата, евангелието за Христос дека не спаси, но исто така го шириме Царството Божјо. Царството Божјо во оваа физичка димензија се манифестира точно тогаш кога Светиот Дух действува низ нас со вршење на чуда, исцелувања, гонење на демони, пророкувања, гледање на надприродни визии и појави. И тоа кога се споделува меѓу луѓето знаат дека тоа е интервенција од Бога и знаат дека Господ ги гледа, ги слуша и тоа е фактички една Божја интервенција за да им го покаже Господ патот каде да се насочат, како да чекорат кон светлината, бидејќи ако сме спасени, ако сме христијани, нашиот основен повик е да бидеме од помош за другите и да им покажеме дека единствена светлина е Христос, единствен пат за спасение е Христос и само во него ние имаме и спас, и благодат, и радост, и целосна полнота. Така, многу убаво. Ви благодарам што ги споделивте сите овие информации. Навистина времето не гази, мора да привршуваме. А до сите кои што гледаат, кои што имаат копнеш и сакаат да осознаат нешто повеќе на ова што разговаравме, може да си прочитаат во овие две книги. Може да се ги прочитаат овие книги, но исто така и во нашата христијанска црква Блага вест во Република Македонија. Можат да го заследат пејџот на Facebook, можат и веб страната исто така да ја отворат, може да добијат различни информации и секако да се придружат на нашите работилници, но и на нашите богослужби. Така да секој кој што сака практичен успех, духовна длабочина, овие две книги се вистински погодок. Довидување до следниот клуч.